Поштувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание, ја Деворек на ТВ Сонце. Вечервас имам чест и задоволство да ви ја представам Магдалена Стојмановиќ. Магдалена, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро те најдов Јанко. Сакам да ти се заблагодарам за укажаната прилика да бидам гостин вечер во твојата емисија и исто така да им се заблагодарам на сите гледачи кои што одлучија да го одвојат своето време и нели да го посветат своето внимание и да ја дадат својата доверба на твојата емисија и нели да проследат што ние ќе разговараме вечерва, односно нели дадовме најава на темата, станува збор за влијанието на пандемијата врз промените, односно општествените структури и се надевам дека ќе бидеме доволно успешни во намерата да го задржиме нивното внимание. Магдалена, прекрасна си, млада девојка. Да ви кажам пар зборови зошто ја поканив незе. Ја следам некое време со своите колумни и со својот портал која е активна на мрежите и интересни размислувања кои се движат повеќе во рамките на филозофијата и еден малку поинаков начин од оној на кој навикнавме како ни се перцепираат и пренесуваат работите преку колумни. И мене ми беше искрено да ви кажам предизвик, затоа што социолог не сум имал никогаш во животот. Вие по вокација сте социолог. Така. И доста сте млади и допрва и ја мислам дека сте едно од оние нови лица кои допрва ќе го освојат просторот, но нели, тоа ја мислам, дали ќе биде така, тоа навистина не, и сакав да поразговарам со вас. Ние само еднаш си имаме сретнато адхок, многу кратко, и ова ќе биде прва прилика да разговараме тет-а-тет за некои работи што ја лично сакав да ве потпрашам, секако ќе имате простор, сепак е ова Јади Борек, значи малку е полабаво, не е академска атмосфера, да ве потпрашам за некои работи со кои се соочувам. Знаете, Магдалена, ја секоја вечер сум со емисија која знае да иде и медицина, и политика, и ковид, и социјала, и сите работи, гледачи, гости. И на некој начин си стекнувам своја перцепција и мене секој гостин е како јас да идам на предавање, да ми помогне за да продолжам понатаму, да можам да го разберам светот, да ги разберам луѓето. А луѓето се во една многу чудна ситуација. Јас и вие се договоривме дека ќе разговараме за ситуацијата, она што се случува од еден социолошки аспект. Ја не знам што значи тоа. Не се ми трудев да се гуглам и да се подготвам. Ја сето тоа го гледам низ една филозофска призма, бидејќи сите ми ни зборат политички како е, ни зборат медицински како е, психолози ни кажуваат што можеме, како да се пази, но една објективна слика на се она што го преживуваме, мене се уште не ми е јасна, а гледам никому не е. Така. Пред да почнам да зборувам на темата, морам само да открием за нашите гледачи дека пред да почне емисијата, ние разговаравме за тоа дека имаме спремено структура за темата за која што ќе говориме и јас веќе додов со подготвен концепт за тоа што ќе зборувам, на што Јанко ми одговори дека најверојатно во текот на емисијата преку диалог ќе дојдеме до тоа да се ослободи креативноста на гостинот и со прашањата што ќе ги поттикнуваш да практично го усмеруваш, односно му даваш правац на разговорот и сега мене баш тоа ми се случи, тој сократовски метод што го имаш на поставување прашања за да го инспирираш, а не поставуваш теза, нели однапред, само поставуваш прашање за да го инспирираш гостинот, ми е едно освежување во да кажам сознавањето на методите на комуникацијата и на диалогот во еден да кажам јавен дискурс. Што се однесува до социолошкиот аспект, како што кажа, многу работи кои што се кажани за пандемијата, за коронавирусот, за COVID-19 се кажани од позиција на медицински лица или на стручни епидемиолози, вирусолози, инфектолози или да речам од масовните медиуми кои што на некој начин го преджвакуваат, го преработуваат медицинското сознание и го доближуваат да речам до пошироките маси на еден јавно поприфатлив јазик,
Значи исто така и медиумските работници се тие кои што зборуваат за коронавирусот, ги имаме нормално во јавноста, протекнуваат и некои лични сведоштва за тоа како луѓето го преживеале коронавирусот или имаат некое, да речам, непосредно искуство од блиска средина каде што некој нивен близок или познаник бил болен со коронавирусот, и едноставно луѓето ги интригира таа тема заради тоа што е многу актуелна. Се што е многу актуелно, на некој начин предизвикува интерес и тоа е природно, да речам, човечко поведение да оди во центарот на случувањето, односно да се интересира за тоа што е актуелно. Меѓутоа, она што социологијата, односно социолошкиот аспект го возможува, а го нема во сите овие поединечни, е тоа што може да ги интегрира заради општествениот карактер кој што го има социологијата, како и дефиницијата на социологијата, меѓу другото, некои од дефинициите кои што се среќаваат во социолошката литература е дека социологијата е најопштата општествена наука и таа ги дава одговорите на прашањата кои што се поврзани со човекот како припадник на заедница, на група, на организација, или човекот како Аристотел, како што ја даде во политика дефиницијата за човекот како зон политикон, односно суштество на заедницата. Сега, пред да почнам да зборувам за влијанието на пандемијата предизвикана од коронавирусот, односно од COVID-19 врз социјалните структури, ајде ќе ги наречам генерално социјални структури, а потоа низ разговорот ќе се обидам да објаснам зошто го употребувам зборот структура, можеби е тоа под влијание на постмодернистичката литература која што во последно време почесто ја користам, но ќе дојдеме до тоа зошто токму тој термин, кој што е повеќе термин на неодреденост отколку на одреденост, го користам. Прво да се оградам, нема да зборувам за COVID-19 и за коронавирусот од позиција на медицински експерт и нема да навлегувам во тврдењата дали коронавирусот постои или не постои, дали COVID-19 постои или не постои и дали постои нешто што се нарекува пандемија или не постои. Ова го кажувам затоа што вчера кога ја направив најавата дека ќе гостувам кај тебе во емисија и дека темата ќе биде нели влијанието врз пандемијата, имав коментари дека не постои такво нешто како што е пандемија предизвикана од коронавирусот, заради тоа што статистичките податоци со кои што тие оперираат, значи не ми е проверен изворот, не знам од каде се статистичките податоци прибрани, дека стапката на смртност по тој параметар, стапката на смртност во 2020 година, значи од почетокот на пандемијата, не се разликува по стапката на смртност во претходните години кога имавме нели само сезонски грип. Одма да те прекина. Знаеш како се одговара со такви луѓе? Само ќе му кажеш едно. А замисли, дали е факт дека целиот здравствен систем беше алармиран и дигнат на највисоко ниво да се бори строго со тоа. Така, ќе се сложиме. Сега замисли да не беа сите овие мерки, колкава ќе беше смртност? Значи точно е дека смртноста не е голема. А замисли колкава ќе беше да немаше толкав ангажман на здравствениот систем. Глобално зборам, не само кај нас. Значи смртноста ќе беше катастрофална. Луѓето забораваат за масакрите која наоѓаат цели старечки домови каде што наоѓаат сите. Ниту еден преживеан. И тогаш се алармираат државите и се алармираше и светот. Вирусот постои. Дека има манипулации, има, и они сега од таа манипулација после проектираат и го зголемуваат и така натаму. Луѓето се уплашени и тоа им се гледа преку ова, бидејќи од таму потекнува зошто не им веруваат на авторитети. Те молам продолжи со ова, мора вака да ти се уфрла малку чисто. Многу интересно кога луѓе да се обидуваат да дискутираат за коронавирусот, дека не постои, односно да го порекнуваат фактот дека постои коронавирус со некој што имал COVID-19. Јас бев заболена до пред 2 недели од COVID-19 и јас на моја кожа, мислам од непосредно од лично искуство, многу добро знам што значи да се преживее коронавирусот. И како го ти беше искуството? Искуството ми беше многу негативно. Значи сега ова како изгледам и како се однесувам и како ми е животот вратен во нормала, немаше никаква врска со тоа каква бев до пред 2 недели. Значи лошо поминав, релативно лошо. Но тоа е зад мене сега и затоа сум тука да зборувам за коронавирусот и за COVID-19. Значи колеги сме и ја прележав. Добро, ја напишав колумна, ја прочитате. Исто, јас напишав колумна, да. Ние зборуваме јавно за своите болести, немаме проблем со тоа дали некој ќе нас стигматизира.
Она што сакав да го кажам апропо начинот, односно аспектот кој што ќе го опфатам кога ќе зборувам за коронавирусот, односно пандемијата предизвикана од болеста COVID-19, е некоја, ајде да кажам, идејна структура која што ја изработив, односно влијанието, ќе го опфатам влијанието на масовните медиуми, односно на средствата за јавно информирање врз промените, односно тие се иницијалната каписла, тие се оние кои што ги потикнуваат промените што се одразуваат во примерните. Не можеш да најавуваш, слободно влезе. Да. Втората ставка сакам само да кажам од кои позиции ќе зборувам, заради тоа што тоа ми е методолошки доследниот начин за да дојдам до заклучоците, да не бидат многу смели заклучоците, би сакала да кажам на кој методолошки и концептуален начин ќе дојдам до тврдењата кои што ќе ги изнесам малце подоцна. Втората ставка преку која што се сомирува влијанието на пандемијата COVID-19 врз примерните секундарните групи и врз поединецот се исто така мерките и забраните што претходно ги споменавме. Значи мерките забраните, односно мерките, да кажам, советите, условно речено, благата варијанта или необлигаторната варијанта, тоа се експертските сознанија кои што ги на некој начин авторитет врз нив, суверенитет врз нив чува Светската здравствена организација. Светската здравствена организација преку својот корпорацијски тим, односно тимот на експертите, ги дава препораките и советите до луѓето кои што се стручни или ја познаваат материјата со вирусите, со коронавирусот и така натаму. Од таму се формираат тела, структури кои што имаат институционална заснованост, како што е кај нас, например, Комисијата за заразни болести, што е составено од експертски тим и тие експерти оперираат со одреден тип на знање кој што е потесно и кој што е усмерено токму кон познавањето на материјата за коронавирусот, и тие експертски тимови, Комисија за заразни болести кај нас дава предлози до владата кои што сведоци сме за тоа дека најголем број од предлозите дадени од Комисијата за заразни болести беа усвоени, така што тие подоцна имаат законска сила, додека трае вонредната ситуација во рамките на една национална влада, и тоа се тие мерки и забрани кои што имаат директен импакт врз нашето секојдневно живење, значи врз нас како поединци, врз нас како припадници во примерни и секундарни групи. Третиот аспект е нормално на лично искуство што ние го имаме, што го прераскажуваме, што е тоа коронавирусот, како е тоа да се преживее коронавирусот, дали познаваме некој кој што имал коронавирус и така натаму. Значи, таа колекција, да речем, на искуства што ние ги правиме, значи што собираме информации за тоа како е да се биде да се биде со коронавирус, односно да се живее со коронавирус одреден временски период, се исто така релевантни и тие, например, може да ни го обликуваат нашиот страв, нашите замисли, нашите идеи или она што ние го спомнавме вчера кога ја одредувавме темата за емисијата, нашите перцепции. Перцепцијата е малку психолошки момент, меѓутоа и во социолошката литература се употребува, особено во делот на социјалната психологија. Сега, кога говорам за примерни и секундарни групи, говорам за примерните групи се нормално семејството и бракот. Во социолошката литература некаде како примерна група се третира и врсничката група. Сега, какви промени имаше врз примерните групи, врз бракот, семејството и врз врсничката група, да речеме конкретно мерките и забраните од коронавирусот COVID-19. Факта дека многу голема улога во организацијата на нашиот секојдневен живот имаше семејството и домаќинството. Ако се сеќавате во оној период кога беа донесени мерките за ограничување на движењето, кога сите моравме да останеме во домовите? Запомни си го последниот збор, од таму ќе продолжиш, веќе треба да ги подсетиме. Ние од една нормална, за многу кратко време, влеговме во абнормална ситуација. Тоа е стрес психолошки, економски, социјален, ја не знам уште филозофски. Ја не знам што све последици ќе имаме ние и како ќе се обликува после ова. Дали ние сега, откако ќе се олабаиме, ќе биде
блуди разврат, пак како ништо да не било, или ќе се опаметиме, или ќе излечеме заклучоци, потребна и временска дистанца. Значи, мојата поента е што сакам да го уфрлам во твоево кажување, кај што ќе го продолжиш. Од една нормална секојдневица, барем нормална за нас, ние влеговме радикално, се свртевме во една нова ситуација. Такво нешто има само во состојба на војна. Толку беше. За месец дена нам животот на сите ни се сврте. И цела перцепција и се. Те молам продолжи. Така. Значи голема промена, дури еден период почнавме да го употребуваме терминот нова нормалност и нова реалност. И мислам дека има основа да употребуваме нова нормалност, меѓутоа не знам баш колку имавме временски, како што рече, период да можеме да се приспособиме и психолошки и биолошки на она што беше резултат на појавата на коронавирусот, а нели се рефлектираше и преку мерките, што преку искуството, што преку забраните и така натаму. Факт е дека тие ни го организира и животот во заедницата, односно во организациите. Што сакав да кажам предходно? Кој е можеби позитивниот импакт од воведувањето на мерките и забраните е тоа што семејството повторно ја презема она функција на, да речам, што предходно имаше традиционалното семејство. Така, сите бевме повеќе свртени кон домовите, односно поминувавме подолго време дома, имавме некои, да речам, семени ритуали, што предходно немавме време да ги имаме, да се запознаеме подобро со членовите на нашето семејство, да им посветиме време и внимание и така натаму. Значи, фактот дека поминувањето подолго време дома како резултат на ограничувањето на движењето имаше голем позитивен бенефит врз зацврстување на функциите на семејството. Меѓутоа, од друга страна, исто така, она што се регистрира статистички е зголемен број на пријави на насилство во рамките на семејството. Значи, семејното насилство, кое што има статистички информации, ја прибрав некои статистички информации и од Македонија и од земјите од соседството. Не велам дека само пријавуваните случаи потекнуваат од припаднички на женски род, напротив, има и машки род, значи семено насилство е семено насилство, не го исклучува полот, не го бира полот, значи насилство е насилство, така што не се обидувам да протнам тука феминистичка теорија. А се обиде ли да размислиш зошто дојде до тоа? Некои квалитативни истражувања до кои што дојдов и кои што успеав да ги прочитам е дека многу голема концентрација на енергија која што ние главно ја трошиме со тоа што имаме поголем број на цела лепеза на социјални контакти и на некој начин ги задоволуваме нашите потреби за социјална активност, за истражување на другиот, за истражување на социјалната средина, нам ни беа само фокусирани во мал број на луѓе. Таа концентрација на енергијата на мал простор и на мал број на луѓе практично природно раѓа агресија која што ете така се манифестира со зголемини пријави. Дали знаеш колков е обемот на научно истражување токму на оваа тема и зошто? Предпоставам не знаеш, но малце мене ми е 20 години ќе ти кажам. Значи вселенските истражувања. Најголем проблем за патување до Марс е да не се изедат меѓу себе. Значи, 6 месеци сите експерименти покажуваат, значи, оние радикални, фашистички, комунистички, гулаг, концлогори. Затвори двајца луѓе во соба 5 на 5 за 6 месеци, едниот губива другиот, ако нема никаков контакт со надвор, ако се нонстоп затворени. Проектот, дали ќе успеат да идат на Марс, 89-та пропадна, кога ја направија биосфера. Две биосфери. Тоа е во пустина, направија еден стакленик во идеална ситуација и внесоа 3 пара, мажи и жени. Ја пишував неколку пати за тоа. Едноставно има рајска градина. Јадење, пиење, све има. Нормално требаше да си одгледуваат сами, но во затворен херметички, во идеална ситуација, палми, трева, вода, све. На неколку пати мора да им доставуваат, повреди ово, на крај се распадна, дури и браковите им се распадна. Пази, мажи, жени, здрави, стабилни луѓе, научници, подготвени психички. Значи, има нешто во човековата природа која
локдаунот, колку и да е убав, нели беше прво, качивме некој килограмче, видиш убаво, шницлицки сите готвеа ваму таму, после некое време почнуваш да вриеш. Значи, тоа е човековата природа, ти убаво го каже, баш тоа сакав да го чујам, што е тоа во човековата природа што му раѓа агресија кога не е дој. Тоа е прилично анимално, како мојата мачка. 3-4 дена ќе ме толерира ако не ја пуштам надвор и после станува агресивна и јас знам што е. Ама ја викам, Ниче, ајде, mind over matter. Некако не функционира. Многу тешко се носиме со тие страсти. А страсти се идење у кафана, да ја видам убавата комшика, чекај може нешто ќе шврднам, чекај да се напиеме ракичка и така натаму, сето тоа го зачинуваме со виши цели, светот и така натаму и така натаму. Обично мислам дека се ниски страсти во суштина. Кога ниската страст е потисната, таа излегува во агресија. Не знам што друго би било. Исто сега баш во овој момент ми текна на еден пример од Едгар Алан По, го пишува во Патувањата на Артур Гордон Пим. Мислам дека тоа е лектира сега за втора или за трета година, не знам децава мислам дека ја читаат како задолжителна литература во нивната предметна програма по македонски јазик. Има еден баш пример каде што ти кажа луѓето кога ќе ги затвориш у мал простор се убиваат. Баш он раскажува за еден пример помеѓу морнари. Бергман, змијско јајце, треба да го гледаш. Да, апсолутно. Концентрација на мал број на луѓе на еден простор и покрај тоа што имаат храна ги носи до канибалистички чин. И буквално тоа е некој што кажуваш ти страст, некоја ниска возбуда која што луѓето имаат за да потекнат некоја промена што мора и покрај тоа што немаат недостаток на храна и може да презживеат со резервите од храна што ги имаат моментално на бродот, тие решаваат по ждрепка, значи по игра на среќа, тоа е нели моментот на возбуда што ќе се случи, страф од неочекувано, може ќе бидам јас, може нема да бидам јас, тоа малку ми се подкреваат хормоните, адреналинот, не знам, хормоните на задоволство, хормоните на среќа. Се е тука измешано и тој мал момент на возбуда на вистина ги носи во канибалистички чин, односно убиваат еден несреќен случај по ждрепка избран и потоа решаваат да го јадат. Значи тоа се некои потреби што ги имаме ние од нови искуства од што сме ускратени. Не можам да го се согласам дека е тоа потреба. Не е тоа потреба. Да речеме дека не е потреба, дека е како што рече иницијација, не е обликувана, не е свесна потреба, иницијација некоја инстинктивна доаѓа, меѓутоа е нешто што не прави зависни од нови и неочекувани некои ситуации со кои што треба да се соочиме. Сега, што сакав да кажем апропо, значи тоа дефинитивно прави промена насилството во семејството, прави промена во семејните релации, имаме исто така зголемена ставка на развод. За ова не мора насилство значи да биде. Нетрпеливост. Не мора насилство Зборам да биде. нетрпеливост. За среќа не е секогаш насилство нели Ама причина. нетрпеливоста еднаш треба да се соочи со некого 24 часа. И да видиш со кој си имаш работа. Да видиш кој си ти право, не со кого си имаш работа. Ти цел живот си знаел, него си сублимирал. Ете, тоа е кога правиш компромиси, а љубовта не е, бидејќи љубовта ги надминува сите тие работи. Колку и да звучи тривијално и патетично, само со љубов се надминува. Но љубовта исчезнува, таа добива некои форми на страст, се пополнува со храна, со дрога, со алкохол, со шопинг, со селфија, со пластични операции, и после имаш проблем. Имаш проблем. Затоа што маж и жена треба да се соочат со себе 24 часа, 365 дена во годината и кога ќе го преживеат, кога ќе го надминат сето тоа, ама претежок е очигледно. Чудна природна сме. Чудна природа. Во христијанството тоа се вика падната природа. Апсолутно. И сакав да се надоврзам баш кога спомна за љубов во бракови. Најчесто се смета нели она под влијание ние сме на концептот на романтична љубов, па гледаме романтични филмови, па нели треба да има страст помеѓу партнерите, па треба да има љубов помеѓу партнерите и добро, значи луѓето стварно во 21 век се земаат од љубов, не како пред неколку години кога морало тоа преку стројници да се работи или не знам договорени бракови или не знам да бидат складни по некоја стратификациона
скала, да бидат економски од економски ситуирани семејства и двајцата, или ако се од пониски социјални слоеви, па да се нели да склучуваат бракови. Се е стварно тоа од љубов, меѓутоа таа љубов, што ја викаат старите грци, античките грци ерос, значи таа љубов што се заснова на ниски страсти, подоцна добива некои други облици и кога таа падната природа постојано бара нешто друго и е ненаситна, значи практично сваќа се соочува со некој ќорсокак, со некое беспаќе, сваќа дека нема понатаму ништо после, да речам, таа завеса нема ништо друго и браковите се распаѓаат токму поради тоа што настанува некој момент на разочарување. А ако преовладува концептот на христијанската љубов, на агапе, на сеопштата љубов, и ако секој поединец се работи на свое продуховување и продлабочување, тогаш нема да речам да се сведаме на голо постоење, на гола страст, на гола екзистенција, тугу многу повеќе ќе работиме на себе, на нашето продуховување, нашето време ќе е многу поквалитетно исполнето и нема себе си да се бараме у другиот како мојо гледало, туку ќе се бараме у некои врховни суштества, односно у едно врховно суштество. Што имаш од образованието, молам? Имам завршено филозофија на Институтот за филозофија на Филозофски факултет и имам завршено социологија на Институтот за социологија при Филозофски факултет тука во Скопје. Колку години имаш вложено во образование? На додипломски студии имам вложено 8, 4 години е едниот факултет, 4 години е другиот факултет и имам магистрирано социологија и тука имам вложено некои 3-4 години. Сума сумарум? Околу 10 години. 10-11 години. Не со основно и средно? Значи преку 25 години. Да. Скоро целиот мој живот. Кажи ми, кој предмет вака можеме да им го поучиме каде што децата, воопшто вие младите, извини, вака што се дистанцирам од тебе, учите за љубов? Нема. Не налагај стапица, ова е реторички. Не постои. Значи, нашето општество е способно за све да те научи, но за љубов не. Единствена институција е можеби најомразената меѓу вака, да речам, меѓу поомразените, а тоа е единствено верата, црквата. Само таму, што и да отидеш на кое предавање, преовладува зборот љубов, љубов кога биле гладни, љубов кога биле болни, љубов кога имале војна, љубов кога имале мачење, трпење, љубов кога даваат совети. Ние многу тривијално го сваќаме тоа. И луѓето сега, бидејќи не се враќаат, ние сме претежно атеистичко општество станати, они решението пак го бараат во медицина. Дај ми психијатар, дај ми брачен советник, дај ми апче, диазепамче, па ќе го помешаме со малце ракиичка и некако и ќе протуркаме некоја деценија плюс. Тоа е страшно. Значи, гледаш ти, како психоисторија, ова социологија ми ја сублимираш за она што ни се случува, а сето тоа е затоа што у основата на темелот, ако недостасувало љубов, катастрофа. Ако имало љубов, знаеш што им било на луѓето локдаунот? Значи, примери од мали анкети што сум ги правил, не можам да кажам дека се општи на илјадници семејства. Она што ги знам кај што има стабилни бракови. Милина, уживање. Пријатели мои кои се по џамбази и така натаму, ужас, тоа ќе пика, ќе пукнам, па не можам ја у кафан, катастрофа. И тоа е интересно како општеството, дали ќе успее сега општеството од сево ова што го кажуваш, што го збориш, да извлечеш заклучок, што му недостасува. Значи, нам не ни е лекот и вакцината. Гледаш дека 90% на нога ја прележуваме коронава, не е за фраканција, не е зезање, но имунитетот зависи од една многу силна внатрешна состојба, не е тоа некој јужен ветер, што ја знам, нешто сончеви зраци или демагнетизација некоја. Тоа е апсолутно внатрешно чувство. Недостаток на кортизон, на стрес, значи чувство на љубов создава
сполност, луѓето се поздрави, поотпорни, поимуни. Се слагаш ли со мене? Се слагам и добро... Мислам, ја ова заклучоциве не сум ги донела овдека. Ја од овдека од твоево кажување ги излекувам. Апсолутно. Исто сакав да се надоврзам. Има еден предмет сепак каде што децата учат за љубов, а не знам дали баш у сите школи тоа имаат прилика да го учат, меѓутоа знам дека гимназијалците имаат изборен или задолжителен предмет што се вика етика. И таму се учи нели за сите форми на љубов, се учи за пријателска љубов, се учи за родителска љубов, љубов кон работата, посветеност, меѓу другото и за агапе, односно христијанскиот концепт на љубов. Не знам баш колку е тоа прилагодено за деца од 15-16. Но, да, години да го барем разберат. да се спомне како пои. Тоа е многу битно, заради тоа што многу ми се допадна тоа што нотираше дека љубовта е практично идеја. Значи, начинот на кој што ние ја стекнуваме љубовта, ја стекнуваме преку идеја, односно преку знање за тоа што е љубов. Ние се раѓаме да способни да припаѓаме и да градиме социјални заедници. Меѓутоа, љубовта не е инцидентна ситуација во која што човекот ќе се најде. Некоја неизбалансирана состојба на хормони и ние нели ќе се влюбиме, како што тоа можеме често да го гледаме по филмовите или по литературата, и таа идеална приказна, дека тоа се случува еднаш и трае за секогаш, како што и се случило на Пепелашка, па девојчињата уште не можат од тој да ги лажат со тие филми. Да ги извадат, тоа е почетокот е секогаш страста, па после се преиначува. Многу добро таа го кажува во Нио Матрикс во Револуција. Да. Катастрофа е сега примеров, ама што да ти кажам, кој е пришол вика што се ти програм. Вика па ти вика па зошто се бориш за ова? Вика па тоа е мое дете. Па вика што тебе тоа ти значи? Па вика го сакам, имам љубов. Ти вика си програм, вика вештачки интелигент, како можеш да имаш? Вика љубов е само збор. Туку мојот однос што имплицира е љубовта во суштина. Ти дали ќе го наречеш љубов како сакаш, наречи го, него како се однесуваш ти спрема нешто, спрема човекот, према сопругата, спрема децата, према светот, према сите луѓе. Тоа е љубовта, твојот однос го покажува, а не зборот. И затоа тривијалноста секогаш им го спушта прагот на децата, им го спушта и им станува туѓ збор. Па секогаш кога ќе се најдат во таква ситуација, го одбегнуваат као што па сеа. Знаеш, но интересно е од социолошки аспект, глобално, што, еве гледам дека ги следиш нормално и подобро и повеќе ги следиш од мен. Но што мислиш ти, сега те водам во шпекулација, бидејќи не може никој не ни изнел. Сега може само да се шпекулира, затоа што за 10 години ќе ги видиме последиците. Што ќе произлезе од сева ова? Од сева ова што произлезе? Значи имаме страв, болест, имаме подобрување на семејството, имаме растурање на семејството. Што преовладува во овој момент? Дали луѓето се ресетираат? Дали веќе приоритетите... Чекај, мене ова ми е поважно. Малку ја здисавме, Магдалена, знаеш. Тајван, иди ваму, тука, па дај ки идеме Миконос, па таму ќе правиме журки до 6 са бајле, па што сакаме, па тоа е животот. И некако не прибра, онака баш она базик да се спуштиме она на биосот. Чекај, што се приоритети? Кров над глава, здрав сум, све окей ми е, среќен сум. Колку мислиш дека кај луѓето се ресетира тој впечаток, што му е потребно за да биде среќен и задоволен? Бидејќи не можевме да замислиме без да отидеме шопинг зараз. Апсолутно, да. Современиот начин на живот на некој начин не тераше, нели да ги да ги конзумираме работите. Дури кога читаме книга, кога гледаме филми, дури кога станува збор за уметност, ние баш бевме навикнати да ги конзумираме работите. Значи да ги знаеме, да ги имаме, да ги доживееме за да можеме да ги прераскажуваме или за да можеме да се декларираме како припадници на
одреден слој на луѓе, една одредена група, значи тоа на некој начин не беше некоја лична карта, например кога луѓето ќе се запознаваат, па што гледаш, кој жанр на филм ти е омилен и така натаму, значи тоа кај си патувал, тоа го користевме кој парфем. Апсолутно, како некоја наша идентификацијска основа, карактеристика, која што, например, ако кажам кој парфем го користам, тоа многу треба да кажува на аудиториумот за мене. Ама на аудиториумот каде што јас припаѓам, на оној каде што не припаѓам, тоа воопшто не му е важно. Така што тие работи некако ние ги избиравме за да можеме да си обезбедиме припадност во одредена група. Но зошто не произведува квалитет? Читам дека локдауни низ историјата човештвото имало. Во локдауни Исак Њутон работел, ги донесени се такви врвни сликарски дела, такви филозофии напишале такви работи кога се затвориле со себе. Не патувале, не терале шопинг, не терале теревенки. Како тогаш експлодирало најубавото од човековиот ум. Најубавите човекови мисли се напишани во изолација. Да не почнам од монасите кои не излегле од пештера во ќели самостојно, да зборам до врвните умови кои едноставно, ако гледам еден Фројд од својата ординација не искачал, само обзервирал своите и донесувал цели заклучоци, имал светот. Еден Стивен Хокинг кој е потполно непокретен, кој едва можеше да мрдне, цел универзум успеа да го свати како никој од нас во својата затвореност. Му се отворија чакрите, му се отвори. Дали ние со тој трчање за сето тоа, едноставно не успеваме веќе ни да ги перцепираме, да ги отвориме тие центри, да го доживееме светот. Како тоа еден монах е посреќен од мене, а не видел ни жена, не видел ни диско, не видел ни кафана, не видел или човек пустинјак поисполнете од мене, посреќен од мене. Ние сме под влијание, современиот начин на живот да речем искреиран од некои разбирања кои што потекнуваат од емпиризмот. Емпиризмот е правец во филозофија кој што подоцна има импакт и врз другите поединачни науки. Го формира, например, позитивистичкиот метод, логичкиот позитивизам, тоа е во домарот на општата методологија и така натаму. Сега, што е поентата на емпиризмот? Најсимплифицирано кажано, поентата на емпиризмот е вредиш онолку колку што можеш да искусиш. И мораш да искусиш многу повеќе работи, меѓутоа не да ги искусиш ментално, спекулативно, теоретски да дојдеш до некои сознанија, него туку треба да ги искусиш преку сетилата, преку лично искуство, преку патувања, преку вкусување на различни храни, да го вежбаш сетилото за вкус, нели? Ова е дете кое расте. Да. Извини. Да, апсолутно, тоа е тоа. Значи, го носиш човек во што поголем, ние ги викаме денеска авантури, или патување низ искуствата, затоа што тоа е некаков показател, односно некаков репер, дека човекот е успешен и дека подобро го разбира светот, обкружувањето, подобро се разбира себе и така натаму, значи оперираш со што повеќе податоци и што повеќе знаење. Меѓутоа, факт е, тоа е емпиристичката школа во филозофијата, и кога ги видите емпиристите, например, ако го видите еден Хјум, Хјум е еден од главните представници на емпиристичката школа во филозофијата, баш Хјум живее така развратно, значи тој секоја вечер оди по кафани, секоја вечер се пијани до безсознание, секоја вечер има проблеми со или преголемата конзумација на алкохол и така натаму. Значи еден буквално развратнички живот кој што е препуштен на ниски страсти, тоа не го прави помалку вреден филозоф од другите филозофи. Но емпиристичкиот правец на размислување му го носи, му го детерминира тој начин на живот. За разлика од Кант, она што го каже еден монах, нели, што не излегол цел живот од својата соба и кој што ги пишува најубавите спекулации, најубавите теоретизации, дури има и поетичен момент. Јас кога ги читам добрите познавачи, нели, на теологијата, имаат еден поетичен момент кој што ги граничи со некоја уметност и го прави сето она што тие го пишуваат, го прави и убаво меѓу другото, не само корисно и добро, затоа што тоа е, нели, нивниот идеал да биде добро и корисно,
и е убаво поради тоа што е поетично. Например, еден Кант никогаш нема излезено од местото каде што се раѓа. Значи тоа е денешен Калининград, мислам дека, така се вика денеска. Ниту еднаш во својот живот не го напуштил местото каде што се родил. А ги има напишано најубавите дела во историјата на филозофијата и еден од најголемите гениалци не само во филозофијата, туку тој предонесува и за многу други дисциплини, за методологијата, за социологијата, за психологијата, ако сакате, затоа што има прекрасни расправи за перцепцијата, за естетиката, теоријата на уметноста и така натаму. Значи тука ќе ги видите баш преку биографските сознанија на филозофите, и ако ги читате нивните дела, и ако видите во кој правец оди нивното разбирање на светот, нивното разбирање на себе, нивното разбирање на контактите со другите луѓе, ќе го видите баш тоа што ние сега го поставивме како теза. Фала ти што го издигна нивото на емисијата, затоа што ја ќе идев примери со Карл Мај. Винето и Ол Шатерхенд се напишени од германец кој не мрдал од Германија, ниту го видел Дивиот запад. Така е. А направил, значи, прашање е дали имагинацијата, но секако дека и едното и другото е крајност. Убаво е да се има и едното и другото искуство, да не се иде во крајност. Мислам дека секогаш е победничка комбинација. Што ќе излечеме ние како општество од сево ова што ни се случи? Морам да забележам исто така, додека ние сме у некој апокалиптично сценарио, или дека сме во состојба од каде што нема излез, или барем нема најава кога сето ова ќе заврши, и ниту имаме известност, ниту имаме прогноза за тоа кога ќе се стави крај на пандемијата со COVID-19, сето тоа како што опиша и предизвикува и страф, и исчекување, страфот на познато, и се популаризираат некои жанрови како што се SF, сега SF стана многу, ако си забележал на Netflix-ите серии што се снимаат сега се SF, и по можност да има вирус или некоја контаминација која што го загрозува човечкиот вид. Но она што можам исто така да забележам е дека во овој момент се случуваат многу интересни и многу добри уметнички публикации. Не знам дали ќе се согласиш со мене? Не знам. Не дека не се согласувам, немам информација. Те молам запознаеме. Дали експлодира сега уметноста, филозофската мисла во оваа ситуација? Мислам дека филозофската мисла, религијата исто така, уметноста се на некој начин алтернативи кои што му даваат на човекот можност да го преобмисли светот, да се преобмисли себе и да ги преобмисли другите. Морам да потенцирам, например, најголемата икона на денешницата во филозофијата, зависи од кое идеолошко крило сте, ама Славој Жижек дефинитивно е филозоф кој што сите го знаат. Майкл Џордан, objection. Добро, да речеме, неговиот пример ќе го земам заради тоа што е плаузибилен во оваа ситуација. Тој има за 3 недели напишано книга, есеи поврзани со коронавирус и со COVID-19. И таа збирка од есеи е публикувана, значи му требал временски период само од 3 недели од појавата на вирусот, кога ништо никој не знаеше, дури медицинските работници кои што од медицинска пракса не знае ништо, и медицинските списанија беа празни, се беше на ниво на спекулација, па ќе дадат некој совет или ќе предложат некој истражување, па се го отфрлаше како недостаток на научни докази или недостаток на експертиза во текстовите, во трудовите кои што се објавуваат во медицинските списанија. Славој Жижек успеа да даде, да кажам, една идејна подлога за тоа што значи коронавирусот и што ќе значи и како ќе го промени правецот на живот и како ќе промени и нашата сегашност и нашата иднина. Вака сумирано, вака сосема кратко, што вика он? Значи, од прилика неговите заклучоци се оние што ние ги дадовме, дека коронавирусот ќе не однесе, односно пандемијата и сите мерки за заклучување, ќе не однесе повеќе кон филозофијата да тежиме, ќе тежиме повеќе кон уметноста и така натаму. Значи генерални се тие оценки, меѓутоа сакам да кажам дека еве неговиот заклучок до негде се совпаѓа со нашиот заклучок и тоа сакам да кажам дека инспирацијата на новодојдената ситуација, нели, сето она што го донесе пандемијата, како што претходно увидовме, мерките, забраните, искуствата, информацијскиот бум преку
медиумите, некаков предизвик створи во интелектуалната фила и во уметничката фила, што сите побрзо сакаа нешто да дадат од себе као предлог за тоа како треба ние да се прилагодиме. Да се прилагодиме на целата ситуација. Збори ми повеќе за ова. Мислам колку имаш. Да. Сакав да кажам дека што Достоевски вели, уметноста ќе го спаси светот. Ние буквално сме во едно апокалиптично сценарио, како што се согласивме. Значи, сме во некоја црна дупка, само зависиме од законот за гравитација, сме сведени на нашите базични контакти, сме сведени на базичните потреби за преживување. Сите наши повисоки тежнења за тоа дали да кидаме на патување или не знам ќе одиме во Зара или ќе одиме на шопинг се редуцирани што поради економската криза и зголемената стапка на сиромаштија поради затварање нели на работните места, што поради мерките, што поради тоа што немаме интерес тоа веќе да го правиме затоа што ни се смени целосно и животот и перцепцијата. Значи сме, факт е дека сме во црна во некоја состојба на црна дупка, во некоја состојба на промена сме, но она што се случува паралелно во уметноста, она што може на почетокот да се донесе како заклучок е дека нели културните и работници, уметниците постојано се жалат затоа што немаат ангажман, нели, затворени се театрите, киносалите не работат, не знам, не може да се издава, луѓето не пишуваат во состојба на пандемија заради тоа што се соочуваат со психолошки проблеми, имаат страф, не знам, се соочуваат со паника. Меѓутоа не е така и покрај тоа што институциите за култура и за уметност се затворени и се во некој, да речам, регрес период или статус кво период, луѓето, тоа можете да го заклучите преку разговорите, луѓето природно тежнеат кон тоа да изгледаат некој филм, да прочитаат некоја книга, па добро, ајде да кажеме и некои медиумски стори, медиумски стати. Меѓутоа се бараат одговори. Тоа сакам да кажам, во ситуација каде што се наоѓаме во целостен мрак и темнина и покрај тоа што сме преплавени од информации, не имаме информација, ама немаме знање за тоа што се случува, така? Луѓето природно бараат одговори. А каде ги бараат? Ги бараат во уметноста, ги бараат во науката, ги бараат во експертите, во разговорите, кај свештениците, кај духовните водачи. Тука ли треба да го најдеме одговорот во експлозијата на теориите на заговор и крајна недоверба од Бил Гейтс, рамни земји, чипување. Харпот го заборавија веќе, го заменија со друго, дека со кемтрейлови и така натаму. Да. Овдека ли се сите тие одговори дека кога светот се наоѓа во една непознаница и нова состојба, а факт е дека е нова, бидејќи нема добри одговори и науката малце тука потврли затоа што јавно импровизираше, а наука не треба јавно да импровизира. Научниците правеа грешки за носете маски, не носете маски. Толку им треба на народ за да се изгуби доверба. Како може учени се цел живот да институциите им се безгрешни? Ние сме создадени за комунистичко општество. Партијата да мисли за ние тоа го сакаме. Неќеме ние демократи, ние глумиме дека сакаме демократи. Ние сакаме некој тој партиски врв да се грижи за нас и ние да си бидеме рад, да не му ја мислиме. И сега гледаме, они прават грешки. Кој ќе направат грешки, кој има недоверба, таа празнина што ние прашуваме се пополнува прво со најлесниот одговор. Бидејќи сложените одговори, веруваш дека многу е потешко да објасниш дека земјата е топчеста од што рамна. Значи математички да ја објасниш е многу потешко. И човекот секогаш тежне како вода, он делува како несвесно битие, несвесно битие и иде онда кај што е помал отпор. Природно. Да. Природно, помал отпор и пријатно. Се сомневам во вакцина. Не ќе зборам против вакцината, не ја примам вакцината. Зошто? Авторитетот на државата, авторитетот на партиите, авторитетот на институциите, од друга страна, спротивно како што авторитетот на семејството се издигна на едно абнормално високо ниво како никогаш досега, со сите премрежија, што ни ги кажуваш, нели, предизвиците кои ги имавме, сега имаме пад
на партии, на држави и на институции. Тоа па раѓа една друга несигурност. Значи, ја не знам што ќе произлезе од се ово. Ја затоа и те викам овдека да, имаш големо познавање и од тоа твое познавање се обидувам и јас сега да излечам. Ова е една голема каша, ја немам одговори, ми треба временска дистанца едноставно. Апсолутно. Да, тоа што така да слободно шпекулирај, ако ти дојде. Да. Јас сакав да бидам коректна спрема науката која што ја представувам вечерва, па да нема некој пошто не е предвидувачка наука социологијата, па да кажам што би било кога би било, значи нели можам само тезите да ги оправдувам со нешто што е емпириски верификувано, но еве сега ќе зборувам од позиција на мислител, од лична позиција. Апсолутно институциите се предизвика политичка криза, факт е дека се предизвика политичка криза, токму поради недовербата на поединците во институциите. Што поради несоодветниот одговор што го дадоа, нели оценката за несоодветниот одговор што го даваат институциите кога е во прашање коронавирусот и начинот на кој што се справуваме со него, односно институциите надлежни се справуваат со него, што поради тоа што има тука еден длабок психолошки механизам кој што е проткаен во архетиповите на колективното несвесно. Сега го цитирам Јунг, значи тоа е еден наслов од Карл Густав Јунг, представник на психоаналитичката школа, кој што има книга со наслов Архетипалното на колективното несвесно. Тоа е некој колективно несвесно, некој психолошки механизам кој што нас не тера да одговараме со негација на сето она што за нас представува ризик. Ако нешто мене ме загрозува, неговата габаритност, идејна габаритност, јас ќе ја редуцирам за да можам да се справам со тоа, односно да можам да се соочам со тоа. Уште еднаш врати се на тоа габаритност на што да објасни го пошироко. Например, сериозноста на појавата, се трудам да ја редуцирам, односно да ја со иронија, со сарказам, или да пристапам за да ја редуцирам, да, големината или сериозноста на ситуацијата за да можам некако да го преđивакам тоа. Значи морам некако нели да преживеам и се активираат механизмите за преживување, се е тоа нели длабоко несвесно психолошки во нас. И од таму доаѓа негирањето на. И од таму доаѓа негирањето и на постоењето на вирусот, и на постоењето на опасноста од вирусот, и на можноста сега кога се институциите во прашање, тука има малце резерва. Мислам дека луѓето, возрастните луѓе пред се, го имаат задржано она детско однесување, ако институцијата на мене ми представува репресија, тоа е авторитетот, родителот, ако се сетиме на Фројд, родителот ми е мене авторитет и пуна кеса електрокомплекс, Едипов комплекс, зависи припадници на кој род сте, на кој пол сте. Ако родителот мене ми представува авторитет и тоа мене ми носи некоја идеја дека тоа е некоја репресија, јас кога ќе сум во период на пубертет и адолесценција, јас ќе се однесувам негацијски кон мојот родител. И затоа се јавува феноменот на непослушноста кај деца во пубертет и адолесценција. Значи се што ќе ми каже мојот родител дека е добро за мене, јас ќе го правам спротивното за да изградам јас своја автономија и слобода и да се еманципирам просто од ценката на родителот. Тоа е затоа што го има тој момент на репресија, без разлика на тоа што нели родителската љубов е чиста, не знам, безгрешна, без разлика на добронамерноста на родителот кон детето, детето од позиција на дете, на починет, не може да го разбере, мислам на починет, условно речено, некој субординиран однос, нели, по моќи, по одговорности, по тежина на должности кои што ги имаат детето, односно родителот. Тоа е ситуацијата и со луѓето институциите. Ако вие ми велите да носам маска, јас морам да најдам оправдување за моето ирационално однесување да не носам маска и да кажам дека маската не штити од вирусот. Сатанизација, па и така натаму, така произлегуваат. Значи, ти овие примални работи што се на ниво на хормони, на ова е детско однесување. Ние као човештво сме стварно на ниво на адолесцентни, инфантилни. Ова е инфантилно. Ова е неверојатно. Бидејќи замисли да ни е нивото академско. Како ќе разговаравме и како ќе се однесувавме сега како човештво.
Знаеш како? Не мислам дека има разлика помеѓу академско ниво и неакадемско ниво. Разликата помеѓу академско и неакадемско ниво е само во тоа како ќе ги експресирате. Ајде да речем, зрела единка која е свесна со себе и така натаму, па сега добро, ја користам и академските фрази. И академските луѓе мислам дека паѓаат под притисокот на собствените замки на психологијата и на несвесното. И суетата и така натаму. Суетата таму па е најголема. Апсолутно. Нели, како викаше еден професор мој, вика за 10 знае Господ. 9 ти е за 9 јас знам. Ти не можеш да знаеш како мене, значи 8 е најголемо што можеш да добиеш, а никој не добива 8. Калкулирај со 6 и 7 дека. Тоа ти е најреално онак. Шега на страна. Што мислиш дека ќе се случува со општество? Еве сега веќе дојде најавата за вакцина. Значи пак морам, како да ти кажам, да перцепирам во мојот микрокосмос и да се обидам дали е тоа така глобално. Бидејќи не можам да ги имам тие сознанија, нели, да речеме, кога научниците ги имаат, институтите и така натаму. Дали примети дека во кафеарните веќе се полни и се враќа народот? Беа уплашени, нели? Се пазе, не верувам, али пазе. Последниве 2 викенда можам да забележам дека крцкаат кафаните. Една убава, опуштена атмосфера, нема джингрлака, луѓето се среќни што се тука, многу се пристојни. Тој е мојот впечаток сега, ја што го добија. Но се вратија. Да вкусиме малку, да јадеме во заедница, човек имам таму и така натаму, и едно чувство на враќање во нормал. И сега се викам, прерано ли донесовме вакцинава, требаше ли уште година-две за да ни дојде памет, или сега ќе дојде до една експлозија каде што како зомби нација ќе навалиме по лежалките во Грција, затоа што нели ќе се спасивме, живи сме. Знаеш како, дали можам да го очекувам сега она што се случуваше, онаа бум генерација после Втората светска војна. Победивме, преживеавме и експлодира све. Економски, многу детни семејства, по 5-6 деца, радост, нема проблем. Луѓето имаа полни нерви да исчуваат и деца. Општеството беше подготвено. Феномен. Се идеше во една нагорна линија, барем едно 10 години. Ја кога почна, ја нареков оваа ситуација Трета светска војна. Ние влеговме во војна, не паѓа бомби, ама ние имавме непријател. Бевме собрани, рационално, пази колку храна, штеди и така натаму, што едно семејство, ако не е бомба на глава, вака се однесува во војна. Дали ова не чека? Што мислиш ти? Да. Мислам дека апропо она што го кажа за вакцините, дека не ни се навреме донесени, односно требаше уште малку да почекаме за да ја споделиме веста дека не се донесени вакцините, затоа што ние почнавме да се ослободуваме уште кога стигна веста дека постојат вакцини и дека се споделува информација за нивната ефикасност и дека во тоа се гледа спасот и крајот на пандемијата. Ние веќе почнавме да го ослободуваме нашиот дух и мислевме дека веќе сме се соочиле со тој фиктивен непријател, односно невидлив непријател. Но факт е дека во либералистичка конструкција на општествата, каде што луѓето имаат преголема слобода, каде што, например, нема дисциплинска постапка, институциите денеска не располагаат со толку одврзани раце, авторитетите не располагаат со толку одврзани раце за да нас ни наметнуваат дисциплински постапки. Погледнете го само во спитниот систем во училиштата. Ке сватите колку еден учител, за разлика од пред неколку години, во ново компонираниот систем на нели права на децата, тука се вклучуваат, па се вклучуваат, не знам, обврски на децата, па се вклучуваат невладини организации, па цел кош
почна идеи за тоа како треба да изгледа едно право либералистичко општество, една вистинска демократија, го намали авторитетот на наставниците, го намали авторитетот на учителите, го намали авторитетот на родителот кој што треба да ги спроведува дисциплинските постапки. Ако зборувам за дисциплински постапки, не велам дека тоа треба да биде некоја екстрема, да се оди во телесна казна или не дај Боже да прерасне тоа во физичко насилство. Туку мислам на дисциплинска постапка како некој кој што ги поставува работите на свој ред и ни го ограничува духот, ни аптестира креативноста, како ние можеме во еден ограничен простор да се снајдеме, да изнајдеме начини како да го направиме тој простор поудобен, како да го прошириме, како да излеземе надвор од тој простор. Значи, најдобро луѓето ја потикнуваат својата креативност кога се фрустрирани. Кога човек се наоѓа во фрустрирана средина, тој наоѓа начин, што е мислење, ако не е решавање на проблем. Јас морам прво да ми се создаде проблем, за да јас размислувам како да го решам. Ако мене ми е се бајно и сјајно, и ако во мојот живот никогаш никој не ми поставува логички загадки, логички проблеми, ако животот мене не ми искушува, јас немам прилика кога да создадам одговор, некој тип на механизам кон нова настанатата ситуација, односно да го научам најбитниот процес. Што е најбитниот процес кај Homo sapiensот? Мислењето, така Homo sapiensот ја има победено и природата, и животните, и што е најбитно, неандерталецот кој што живеел долги времиња на територијата на Европа, Homo sapiensот го има победено баш поради елементот на тоа што е суштество на заедницата, што може да се групира и што може да создаве митови кои што му обезбедуваат трајна основа, односно траен карактер на неговите заедници. Што сакам да кажам? Значи, дисциплинските постапки се намалени. Ние немаме дисциплина и кога треба да носиме маска и кога луѓето експерти не кажуваат дека ние треба да носиме маска затоа што тоа е за наше добро, не треба да се групираме заради тоа што не само што го загрозуваме сопственото здравје, се работи за концепт на јавно здравје, го загрозуваме здравјето на другиот и на блискиот и на оно што не го знаеме. Значи, тоа се цела плејада на совети кои што ни ги даваат и луѓе кои што ни објаснуваат зошто има научна основа да се тврди дека мора да се носи маска, ние не носиме маска. Ние не сме дисциплинирани. Имаме цели форуми и расправи зошто тоа не треба така и зошто научниците се во грешка, а јас сум во право. Бидејќи јас сум гледал некое балканско видео, Балканот експлодира се со лажни вести, лажни видеа. Она што излезе од Македонија, од Србија, од Босна, од Хрватска, на светско ниво, такви шпекулации, такви теории на заговор, такви лаги беа пласирани, тоа е просто неверојатно. Јас со некои мои врвни колеги кои ги познавам, врвни новинари, велат, вика, просто не ни е јасно. На светско ниво олку нема продуцирано, па дури е од Албанија. Значи да се негира се она што авторитетот, држава, институција, локално, светско, да се поништи. И тоа се охрабрува, Ја го чувствувам во емисија. И ке ми каже, доктор Костоломич кажал, кој е тој Костоломич, снимил на YouTube има. И он е авторитет, затоа што му одговара. Чим му одговара, он е за него авторитет. Не е авторитет затоа што работи у клиника или работи ваму или работи таму или има научен труд. Не, вика, јас сум доктор, мене ќе ми веруваш. Нема проблем. Ми сега го имаме експериментот од 61-а, пушти ја струјата, лажната струја која ги утепа. Ајде да не забегувам. Да, ама апсолутно така, тоа е најпластичниот пример. Даваме доверба на квази авторитети за да после тоа ни се оби од глава и после немаме од кој да бараме одговорност, затоа што тие се баш буквално се квази авторитети, немаат поле на действување. Ни одговара така. Затоа што нам ни одговара. Не затоа што ја одлучувам кому ќе му ја давам довербата. Не, затоа што кој ќе се мачи сега да радиусот на топка. Ти знаеш што да пресметаш радиус на топка на закривување математички геометрија. Мене глава ме боли. И се, рамна е и готово. Да. Еве има видео и го потврдува. Ја тоа го знам. И тоа е завера, све да не изложат. Вакво е ко масата.
Крај. Кој е проблемот со балканците? Апропо теоријата дека на Балкан најмногу се шират лажни вести и најмногу се создаваат тие форуми за негирање. Ако погледнете од каде е потеклото на тој психолошки механизам на несвесното, таа Ана Фројд го опишува во механизми на несвесното. Значи, моментот на негација, ништо не постои и само селективно го прифаќам тоа што постои. Ние сме навистина инфантилни нации тука на Балканот, ние сме инфантилни народи. Па погледнете ние до 50 до 60 години ние живееме во заедница со родители, со чичковци, со баби, со прабаби. На запад им е неподнослива помислата. Лесно му е на швеѓанец да верува на институција кога швеѓанец живее сам или од 18 години научил сам да се снаоѓа и се еманципирал. За него е тоа завршена ставка и фаза од животот, од одамна се еманципирал од авторитетите од родителите. На Балкан тоа е многу другаче и ние имаме потреба да се покажуваме дека сме ние независни, дека ние сме независни умови, независни духови, али надвор од дома, надвор од таму каде што треба. Значи сега можеме да се покажуваме како независни, ама таму кај што треба да сме независни и ќе трпиме мобинг на работа, и ќе трпиме насилство дома. Значи се ќе правиме таму каде што треба да го покажеме нашиот отпор. Не го покажуваме или во ситуација кога треба да направиме политички протест, нема да излеземе на протест која ќе ни сменат. Овде е одговорот зошто револуциите и главните работнички движења никогаш не беа овде или на исток, секогаш беа во Обединетото кралство, во Франција беа револуциите беа во Соединетите Американски држави, таму се изродија значи човекот видиш, ова е интересно, не сум го споил ова со ова, фала ти, ова добро ми е, баш ке го обмислам поинаку. Западниот свет е генерално попрогресивен. Зошто е тоа така? Еве ти некако ми даваш, да, повеќе. Јас ќе го спомнам вака со референци. Манифестот на комунистичка партија на Маркс и на Енгелс. Што вика Маркс и Енгелс во манифестот на комунистичка партија? Дека треба да се обединат народите од западот, значи од западните општества, од западниот концепт на уредување на општества да се обединат и да направат едно такво идеално општество, значи тоа е утописко општество, нели комунизам, ама за да се дојде до комунизам треба да се помине стапката на социјализмот за да се дојде до идеалното општество комунизам. Ама на запад тоа треба да се направи. Кај нас тоа не се направи. Ние од феудализам, од аграрно општество веднаш отидовме у некој си квази социјализам, па се надевавме дека ќе дојдеме до некој комунизам и дури ако се сеќаваш кај нас револуциите како изгледаат. Значи ние зборуваме кога зборуваме за револуција, зборуваме за граѓанска револуција, каде што луѓето се борат за слобода со цели концепти, со тајни организации, со среќавања, со планови, со денови како треба протестот да изгледа, кој прво треба да се нападне, дали треба кралот да се убие или не, дали монархот треба да се казни или не. Како се случува кај нас револуција? Види на примерот со Чаушеску, само види го. Тоа беше спонтано. Тоа не беше револуција, тоа беше протест на маса. Еден извика само уа, прво течеше последниот говор на Чаушеску, сигурно си го гледал како течеше. Прво излегува Чаушеску со Елена на тераса и почнува еден велелетен говор околу тоа како социјализмот е успешен, како комунизмот ќе им донесе прогрес на масите, како ќе им го подигне животниот стандард, како ќе им го подобри квалитетот на живот и само после 20 минути говор слушаш некој припадник таму од масата извикува уа. И потоа беше као домино ефект. Значи маса на луѓе почнува да го повторуваат тоа уа. Тоа не беше организирано воопшто. Тоа се случи ад хок во секунда и затоа пишува Харари, чинам дека во 21 лекција за 21 век, тоа е многу добра книга, што успеав да ја прочитам дробе во изолација и го дава токму примерот на Чаушеску каква е моќта на масите, а ние мислам дека спомнавме кога договаравме за тоа каква да биде темата, ти ми спомна перцепција на масите. И мене тој термин многу ми се допадна, заради тоа што токму тоа и се прави со напуштање на индивидуализмот и прераснување во маси. Погледни ги само протестите што се случија во изминатиот период. Колку тие беа спонтани. Например, во Белорусија протестите што се случија, тоа беа баш онака главом без обзира. Да, беа октруирани од страна на опозицијата, да, имаше елементи на тоа дека имаше борба за власт, да, имаше елементи на тоа дека беа политички. И мешање од запад, ама не можат они сами да го направат ако го нема
Тоа е тоа. Да. Значи баш Нели, онака и спонтано шарената масата се револуција, собра. шарената револуција кај нас беше и партиска и од запад поттикната и многу дигана, ама потребно е таква една, како ја рече она маса која инстинктивно, толпа да биде, мала или голема, ама која ќе може да го изведе. И таа не можеш да ја произведеш. Таа треба да постои. Таа инцидентно се случува и инстинктивно. Но ова во Романија како појава, да, апсолутно, тоа беше неверојатно. За разлика, еве баш налетав Јан Палах кој се самозапали 67 година во знак на протест затоа што и човекот буквално горам, немам слобода, подобро да изгорам. Замисли, тоа се врвни концепт, замисли каков ум бил копнежот за идејата за слободата колку била. И пак ќе речам, сите работнички права во суштина изборени се на запад. Кога се бореле, нели, заради малата надница, штрајкбрейкери, сето тоа на запад, работниците кои работеле во фабриките имале незадоволство. Но таа ситуација, затоа што бил оставен сам на себе, сега сублимирам од вие што ми кажавте, оставен сам на себе, се бориш на живот, ти предизвикува таа борба. Да седеле они дома со мама и тато до 40 година, тешко дека ќе видиш ти револуција. Апсолутно, да им било удобно во животот, не би имале зашто да се борат. Ајде, добро, овде ќе најдам нова работа, што седи дома. Ние сме стварно, таму е голема несигурност, куќа, кола, да, лесно се добива, но и уште полесно се губи. Овдека ние градиме куќи во кои 12 генерации живеат, гајле немаме и немаме намера да излеземе од тоа. Зашто да иде? Поевтино е. Со мама и тато си иде на одмор, на запад е просто незамисливо. Но колку е тоа добро и колку е тоа лошо, бидејќи и таа крајност носи една перверзија, а овдека семејството па знае да изнедри и добри работи во една, да речам, разумна мера. Човек која ќе се осамостои па да си направи свое семејство, како дебела грчка свадба. Абе, време е сами да живееме, како не, еве ви куќе до мајма и тато на крај. Ја имаш гледано? Не си ја гледал. Нема веќе. Али тоа од прилика, да. Тоа е од прилика тоа. Вика, време е да живееме, да, треба да живееме. Еве, не. И куќа, еве, самостојно, ама до мама и тато. Играј. Исти сме сите ние. Мора со малце шарм и дух да го сватиме ова време и мислам дека социјалните мрежи колку што направија Белја, имаше само една реченица, вика, замисли локдаунов да го имавме пред 15 години со една Nokia на која освен SMS не можеш ништо да направиш, а сега интернет, гледаш филмови, читаш, се информираш нон-стоп. Навистина, стварно интересно е да останеш дома. Не си исклучен од светот. Google Earth ќе земеш, нема да го искусам Малдиви, ама све знам за Малдиви, ако ме заинтересира. Да, апсолутно. Има една анекдота која што често вака по симпозиуми на филозофи се споделува за тоа како баш социјалните мрежи, Facebook конкретно, влијае врз перцепцијата на луѓето за тоа колку се заинтересирани за глобалното, а колку се заинтересирани за локалното. Сега, ние покажуваме некоја солидарност, ако прочитаме вест на Guardian или не знам на Мондо, дека некое девојче во Кина проси на 2 години измрзнало, така? И ние ќе ја прочитаме веста и покажуваме загриженост за тоа, покажуваме солидарност, сакаме да помогнеме во такви ситуации. Значи, цел спектар на емоции кои што не квалификуваат нас како човечки суштества, ние ги покажуваме за таа ситуација, дневно поминуваме покрај можеби десетици луѓе кои што просат, односно кои што питаат околу нас и ние не ја покажуваме таа грижа на локалното, значи таму каде што ни е очигледна појавата, меѓутоа преку масовните медиуми кога ќе ни е пренесена информацијата на некој си начин, кога ќе не озрачи, кога ќе не контаминира информацијата на начинот на кој што предвидел уредникот или авторот на текстот или не знам како, тогаш кај нас ќе се манифестираат тие емоции со кои што ние ќе покажеме нели загриженост, ќе покажеме солидарност и сите тие други емоции човечки. Значи, во овој момент, мојава режија да стави графика, да го крене кадарот на твојата глава
и да каже врвна интелектуалка. И тебе ќе те перцепираат како врвна интелектуалка. Апсолутно. Инфлуенсерка убавица. И тебе веќе ти се брише тоа, ќе те перцепираат. Другиот епитет. Дај да видиме што Кармин користи. Така. Или да ставиме оваа девојка не застана на црвено. Убиец, потенцијален убиец, да се убие и така натаму и така натаму. Значи, тоа ни е потребно, таква некоја научара која ќе ни каже шокантно, овој човек проси. Тој исти човек, сакаш да ми кажеш дека кој ќе го види на нет, он ќе се сочувствува и ќе изреагира. Истиот човек нема да го исперцепира. До него да проси, нема да го исперцепира. Како ја Барем не губиме на тој перцепцијата на реалноста? Тоа е губење на реалноста. Бидејќи перцепцијата, што е тоа што не влече емотивно да реагираме? Дали е тоа насловот шокантно, не знам, страшно, внимание и така натаму, тие кликбейт наслови, до толку ли сме примитивни, толку лесно да не манипулираат, а да тоа дете што проси на камени мост седното на картон, го изигнорираме или овие на раскрсница. Значи, првиот параметар што може да ја докаже, да оди во прилог на тезата е дека најголем број од насловите кои што денеска можеме да ги прочитаме, значи да речеме од 100% наслови, барем добри 90% од насловите по груба пресметка се токму шокантно, страшно, еве видете, ова ќе ве запрепасти, ова не знам, ќе ве наежи, значи буквално во насловот веќе се најавува, односно се индуцира начинот на кој што ние треба да ја сватиме веста што ќе ја прочитаме. Значи, воопшто не станува збор за објективно пренесена вест. Дури да е објективно пренесена вест, многу ретко луѓето, односно медиумските работници, со честни исклучоци, нели секогаш постојат исклучоци, но само да го потврдат правилото, работат на така наречено копирачко новинарство. Значи, тие ќе го ископираат текстот што ќе го најдат на некој примарен извор, да речеме. А ќе го напумпаат насловот и на тој начин на нас веќе ќе ни предпостават како ние треба да се однесуваме кон самата вест. Тоа е првата работа. А втората работа... Орвеловски? Апсолутно орвеловски. А втората работа е нашата лежерност. Јас сакам вака и во микро аспекти да навлегувам, па и да бидам малце самокритична и да бидам критична кон поединците, затоа што сепак ние сме суштество на разумот, мора да покажеме до некаде и разум и да нормално имаме како што викаш научари, односно да имаме таа решетка, да знаеме што треба да филтрираме, што треба да пропуштиме, што треба да одбиеме или да го квалификуваме така како што треба да го квалификуваме. Ако во наслов ми стои шокантна исповест, а јас прочитам дека текстот нема благе везе со насловот, значи јас морам да кажам да го квалификувам тоа како глупост или како намера да се соберат кликови или како не знам правење на пари на луѓе кои што читаат само наслови, значи морам да ја кажам вистината во однос на таа појава. Нашата лежерност направи едноставно се ни е сервирано, се ни е дадено, медиумите се ни преджвакуваат, значи до најсетен детал ни влегуваат до тоа и како треба да ги разбереме работите и како треба да се чувствуваме околу тоа што ќе го прочитаме. Значи буквално не октруираат, не роботизираат, не прават пасивни восприемачи на содржини и ние тоа го дозволуваме, значи не е само проблемот. Што советуваш? Како илјач? Тешко, многу тешко, брат. Најтешкото прашање. Ќе разговараме, ќе направиме нова емисија. Ќе разговараме како за се ова, бидејќи ова почнавме од короната, но ова се болести кои ги носиме, нам не излегуваат сега сите овие. Што советуваш да прочита широка маса? По тебе. Еве нека го прочита дистописките романи, нека ги прочита на Хаксли, Храбар нов свет и на Орвел 1984. Brave New World ќе го разбере, мислиш, народов? Мислам дека нема да го разбере, меѓутоа има добри, да кажам, воведи од интернет или некои кратки сежеа или рецензии кои што може да ги прочита, тоа да биде добар вовед и после да се пристапи кон читање на книгата. Одос Хаксли е прекрасен и една од првите книги заедно со Асимов и Херберт што ја прочитав. Храбриот нов свет е навистина шокантна. Као дете ме, вау, што е ова? Мислам,
Да. Тоа Тоа е е добра чувството референца. што го затоа што Хаксли за разлика од Орвел, знаеш, на Орвел е мрачно у описите кога ќе го читаш Орвел и стварно до негде некоја језа имаш, ама не е тоа. Напишано е за Сталин. Да. За Сталин е напишано, тоа да се знае. Апсолутно. Ама нема толку изразено чувство како кај Хаксли. Безнадежност. Кога ќе го читаш Хаксли, не можеш да разбереш баш затоа што он користи алегорија и стилски фигури, нели, па многу символика има кај Хаксли и така натаму, ама ти замисли у општество каде што сите се сретни затоа што има некаква таква произведена пилула, медицинско откритие, кое ќе го испиеш, тоа ти дава чувство на среќа и сите се сретни, ама ништо не се случува. И сите живееме у утопија, ама дали навистина сакаме така да живееме? Еве сите ќе се сретни, нема да имаме потрага по ништо, нема да имаме незадоволство од ништо. Ти ме натераш пак да ја читам. Имам веќе 6-7 книги. Добро, одлично. Фала ти, одличен совет. Храбриот нов свет да се прочита, еве ви совет од Магдалена Стоимановиќ. Твојот портал? Мојзбор.com. Мојзбор.com, таму може да те следат и да те читат. Може да закажеме следна средба за пар месеци? Може, секако. Ја мислам дека за мене ќе биде интерес. задоволство, да. Имаме добри теми, се надевам дека ќе има случувања во наредните неколку месеци што ќе ни инспирираат да направиме некоја нова емисија. Па има случувања последниве неколку илјада години за кои не се зборело, а треба со некого и да се збори. Ти благодарам, им беше и мене навистина задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам на вашето внимание, лека ноќ и пријатно.